На почетокот на второто полугодие министерот за образование не знае колку наставници и ученици се заразени со коронавирус и колку се во изолација. Наставата ќе се одвива со физичко присуство, со одлука на Комисијата за заразни болести, во координација со Министерството за образование. Јетон Шакири смирува, сите директори го известиле дека училиштата се подготвени за овој модел на настава, а за тоа каква е епидемиолошката состојба, ќе се знае деновиве. Јас сум имал комуникација со Комисијата за заразни болести во вторник и денеска тие имаат пак состанок. Според бројката на податоци тие го знаат вкупната бројка. Според комуникацијата на Министерството не се досега од директорите, пак кажувам дека немат огромен број на позитивни случаи на наставници или професори или на деца. На задоцнетото второ полугодие му предходеа низа реакции во јавноста. Родителите се уште се со поделени ставови. Едните бараа настава со физичко присуство и без маски, други пак онлайн настава. Дека е премногу рано за опуштање, алармираа и многу доктори. Меѓу најгласните беше и микробиологот Никола Пановски, кој повеќе пати апелираше наставата да се одвива од далечина, бидејќи бројот на заразени е се уште висок. Доктор Нико Беќаровски пак предлагаше комбиниран модел на настава. И покрај сите апели, Комисијата за заразни болести донесе одлука за настава со физичко присуство. Денеска настава од дома следеа само учениците кои се во изолација, но и ученици од две средни училишта во Битола, каде се вршело реконструкција на училишните згради. Министерството за здравство минатата недела најави и скрининг на учениците по случаен избор. Овој скрининг се предлага да биде, се размислува да биде со брзи тестови, кои што не се премногу на број, но неколку илјади, десетина, 20.000 тестови се на располагање, ќе биде на случајни ученици со цел да ја видиме вкупната застапеност на вирусот во овие старосни групи. Во врска со барањата на дел од родителите, учениците да не носат маски, Шакири изјави дека ќе имал средба со тие групи што мислат различно, но дека протоколите кои се донесени од здравствените власти треба да се почитуваат.